Време е за првиот разговор за ова утро. Како што ви кажав, заедно со мене и со вас секако ќе биде нашата Сузана Турунџиева и со незе е првата гостинка ова утро. Суза, добро утро. Добро утро и речи, имам прекрасна гостинка. Да, гледам, млада, талентирана Дорис Димовска, ново име на македонската поп сцена. Ке промовирате и спот и песна, така? Така е, ке промовираме многу убави нешта. Ке ве оставам нешта. да си разговарате, јас ке ве слушам со внимание. Ти благодарам многу, добро утро и официјално за Дорис и од мене. Драго ми е што е вака ни го подмладуваш составот, не подмладуваш сите нас, а секогаш пак кога е музиката тема, ние сите се чувствуваме поубаво, помотивирано. Имаш само 16 години. Да, вистинско време за едни нови почетоци, вистинско време за музиката да ти се наметне како една дополнителна, можеби и главна преокупација. Ке каже животот како одлучил, така, но ти си сепак ученичка во средното медицинско училиште. Така? Да. Сега ќе бидеш втора година. Втора година. Ама со музика се занимаваш од многу поодамна. Од кога беа почетоците? Почетоците беа од 2019 кога мојта аплицира, односно мене ме пријавија во Академијата Дурловски. Таму ги започнав на моето професионално школување во однос на моето пеење, па и музикалноста, вокалната техника, да, кај на Дурловски, кај Дурловски. Потоа Ана по препорака на Ана Дурловска, кај Андријана Јаневска, го продолжив школувањето во 2021, каде што и ден денес имам две менторки, Андријана и Ана Дурловска. Да. Не е мала работа во животот, особено во вистинско време, да се поклопат вистински луѓе, личности, а да ти се поклопат не една, туку две во вистинско време е вистинска среќа. Би рекла, значи те сака животот и многу се радувам што си имала среќа или можеби твоите родители пак го направиле вистинскиот избор или следеле некаква интуиција што те упатиле токму во Академијата Дурловски, која функционираше одлично пред пандемијата, пред почетокот на пандемијата. Потоа се затвори поради како и се други институции кои се затвори, но потоа се стави на пауза, целиот свет се стави на пауза, но и ние што таа си го продолживме таа комуникација, таа љубов и таа хемија измеѓу нас и еве и до ден денес сме со неа. Сработувате. Многу се радувам што е така. Што научи од Ана најмногу? Па највеќе техниката, како што и најважната поента на пеењето, нели? Можеш да имаш раскошен талент, ама ако не научиш како да техника, како да го покажеш тоа, џабе се. Се е краткотрајно. Да, се е краткотрајно. Но потоа и сама изложен труд на Андријана Јаневска кон мене, нели? И многу е добро кога ќе има комбинација од две препораки или па нели од две наставнички и едната ќе ти каже нешто добро, но потоа и другата ќе го потврди тоа, па ќе ти каже уште нешто, потоа пак другата како и за сценскиот настап, но и многу совети, поуки како да се опуштиме на сцена. Браво. Да. Ана е единствена, Ана е дива која навистина се гордееме што е наша и секаде каде што ќе се појави на било која светска сцена остава блескави впечатоци, импресии за кои долго потоа се зборува. Но и Андријана Јаневска не е ништо помалку. Да, Андријана Јаневска. Таа е навистина поп кралица и ова е нејзино време и верувам дека и тебе ти е чест што си дел од нејзиното време, што си нејзина современичка. Таму е полабаво малку, бидејќи поп музиката и се останато кое што Андријана го работи е за тебе и за твоите генерации нешто што и тоа како импонира, нели? Да, можам да кажам дека и многу повеќе се опуштив кај Андријана Јаневска поради тоа што нас пеев пред многу други деца, па и ти кажува нивно мислење и така се опуштавме пред големата сцена која што ќе дое понатаму. Така. Нека свети е твојата прва песна, направена од Григор Копров. Да, Григор Копров и текстописец Весна Малинова. Весна Малинова. Какво искуство беше ова за тебе? Па искрено беше возбудливо како за прва песна, нели иако вложивме голем труд во снимањето на спотот, но и студиското снимање на пеењето, на крај се исплати кога се прави тоа со љубов и со внимание и така. Влијаеше ли ти малку во изборот? Имаше ли ти малку она чувство дека јас учествувам во процесот на создавање на песната или како готов производ ја доби песната? Па не, повеќе го чувствував самиот момент како течеше, нели, сепак го почувствував тоа како
како сите други, како еве што чувствуваат другите пејачи, исто така тоа и јас го чувствувам и На кои локации се снимаше спотот? се највеќе снимки беа снимани во центарот на Скопје. Кај мостот, нели? Во оние нови делови, да. Да, во во нови Скопје. делови на Скопје и сте искористиле една интересна ситуација да се менуваат кадрите од колор во црно-бели. Да, да. Така. Ќе го видиме ние на крајот на разговорот и спотот, но ајде додека си ни тука да ја искоментираме малце и твојата цела друга преокупација. Летото го дотрошуваме, имаме само уште 10 дена од летото. Какво ти е чувството? Фала Богу што помина летото, ти е чувството или ле пак се враќаме во училиште? Пак се враќаме во училиште. Уште не малце, уште не малце. Да. Како ти го трошиш ова лето? Што правеше друго освен што го прават сите врсници? Знам дека на вашите генерации тоа како им е телефонот една неопходна алатка, би рекла и најверно другарче. Така? Да. Па, нели како се други тинеџери имаше излагање, имаше шетање, но и па и другиот дел, 50% од другиот дел од времето во летото го поминував со снимањето на моите нови две песни, кои што едната ќе биде за Охридфест, а другата ќе биде за Макфест. Значи ти имаш сега динамични пред тебе се 2 месеци. Да. Може би и многу големи значајни за тебе до сега никогаш. Кога настапуваш на Охридфест? На Охридфест настапувам на 30 август во дует со мојот колега Наум Бомбаровски од Ресен. Песната ќе се вика Ден и ноќ и исто е компонирана од Лигор Копров, а текстописот е Огнен Неделковски. Доколку за Макфест ќе настапувам на 23 октомври со мојата песна Кога не ме сакаш, која автор е Весна Малинова. Браво. Значи ти си сега во еден огромен музички залет и ти посакувам многу среќа. Верувам дека и нашите гледачи те запомнија. Во дует со Наум Бомбаровски на 30 август не пропуштајте, значи да ја следите Дорис, затоа што е глас кој што не се заборава и глас кој што навистина плени, гали, така убаво ти е на душата да ја слушаш, барем јас добив таков впечаток уште прв пат кога ја преслушав, нека свети. Го споменавме телефонот, не дека мене нешто фрустрација, мене многу често ми смета искрена да бидам и многу посакувам да можам да го вратам мојот живот малку поназад кога ги немаше телефоните и тогаш се снаоѓавме, можеби побавно доаѓавме до информација, можеби полабави бевме сите, но побезгрижни бевме и со што помалку стрес бевме. Колку телефонот го користиш за да си најдеш корисни нешта поврзани со пеењето? Сега има милион на апликации, сега има да ги заследиш најпознатите вокални педагози во светот, кои што се и тоа какви големи звезди, да видиш нивни искуства, да пробаш нивни практики, па и да се поврзеш со деца талентирани музички исто како тебе или со некои што многу попопуларни, па да ги следиш, па да видиш, бидејќи овој занает, музичкиот занает се купува на тој начин, да следиш, да пратиш, да размислуваш и да правиш анализи. Па, иако нели телефонот има многу негативни страни, многу лоши страни, сепак има и дел позитивни. Например, во тоа што за ни даде насоки, во тоа што сме најдобри, како тоа да го подобриме или па ако негде заглавиме како да излеземе од таа неволја. Пример со пеењето, телефонот многу ми помогнато и многу и благодарна сум што и ден денес го има за тие позитивни нешта, нели, во однос на мене. Пример, нели ние како пејачи кога се разболуваме или кога некој не е добро, па Google пример може да ни даде совет како да се излекуваме за подобро. Например, тој ден не треба или пред настап не треба многу да зборуваме, што треба да пиеме, пример од лекови, од природни билки. Да, браво. Јас после емисија секако ќе ти покажам кои од вокалните педагози во светот можеш и да исто така да ги заследиш и од нив да научиш многу корисни нешта поврзани со вокалната техника, затоа што и мојот живот е песна. И без разлика што сега повеќе зборувам од што пеам, јас никогаш не престанав да бидам со музиката и да ме радува единствено најмногу музиката.
Би сакала малку прекин да направиме на разговорот, односно пауза со зборувањето, малку да си попееме ако Дорис ни е расположена, бидејќи таа паралелно со поп музиката ја сака и македонската песна, воопшто традиционалната музика, старите народни песни, и верувам дека од Андријана посебно ќе научиш многу за овој дел, затоа што таа маестрално има изведено многу и препеано многу стари песни наши. Една од народните песни кои што деновиве го буди вниманието е Каде сте македончиња. Сигурна сум дека си ја видела деновиве и навистина на толку убав, суптилен начин, на толку еден нежен, емотивен начин ја има испеано, што верувам дека од неа многу ќе научиш и за тој тип на музика. Би ни отпеала нешто вака што не е поп? Браво. Може. Море сокол пие, може? Може, повели. Море сокол пие вода на Вардарот. Море сокол пие вода на Вардарот. Јанеле бело грло. Кротко јагне. Па ја цел ден би можела да те слушам, па не престанувај, браво, браво. Леле, рано наутро колку добро ни дојде, вака на сите ни го разбуди хормонот на среќата, браво. Ај кажи ми нешто повеќе сега, види ме наеш. Кажи ми нешто повеќе, како ја одбра медицината? Додуше знам како ја одбра медицината, бидејќи кај вас тоа му доаѓа како семејно наследство дома, нели? Да. Кажи ми нешто повеќе околу тоа. Повлијае ли мама и тато околу изборот на... Па највеќе повлијае, бидејќи ние како тинејџери не знаеме што сакаме. Јас, например, знаев за музичко, но не мислев дека е време сега да додам баш на тоа нешто што го сакам. Нели се во животот иде, може кога веќе ти е тоа твоја работа, може да ти понекогаш и фрустрации, па да ја одбиваш таа од тебе. Например, јас сакам музиката да е она нешто што се пронаѓам највеќе и што е тоа што сакам да го правам. Пример, сакав да имам втора струка, нели во животот секогаш добро да имаш А и Б. Но секогаш А ќе биде музиката, бидејќи тоа е тоа што сакам да го правам. Доколку Б е медицината, нешто малце повеќе од тоа. Се чувствуваш дека треба во медицината велат добро ти ја одбра фармакологијата, така, нели, фармацијата? Ама сепак и тоа е гранка во медицината во која непрестану треба да учиш и да следиш, така? Се чувствуваш ли помалку, да кажам, посветена многу повеќе на таа работа, затоа што ти немаш момент кога нема да си ја носиш дома работата. Во медицината велат дека и кога си на работа, ама и кога си дома си на работа, затоа што секогаш наши блиски подалечни ни се јавуваат да не прашаат за нешто, да побараат од нас помош и така натаму. И знам дека на многумина не им е лесно, особено на оние кои што се посебно емпатични, не го исклучуваат телефонот кога им завршува работното време и кои сакаат да бидат од помош на сите други. Сакаш да помагаш на луѓето? Да, сакам. И мислам дека за се, и колку да имаме струки, кога ќе си испланираме времето, за се ќе си има време. Ама сепак, кога нешто се сака со љубов, затоа мораш повеќе да посветиш, за да го вложиш, за да па и бидеш успешен во живот. Браво. Се враќаме пак на музиката. Како испадна дуетот со Наум Бумбаровски сега што треба да настапите на 30 август? Таа соработка? Да, со Наум Бумбаровски се запознавме на претходниот Охридфест кога јас настапував, тој беше дел од публиката и така тој ми пиша, така го направиме првиот муабет. И за вториот Охридфест реков за биде малце поинтересно и за него, па и за мене, да направиме дует. Нели, двајца млади пејачи на сцена на Охридфест со дует песна, ќе биде интересно. Ќе има ли и за оваа песна спот? Ќе има. Спотот ќе биде сниман на 27 или 28 август. Ќе снимаме делови од Охрид, на Охридско езеро. Највеќето снимки ќе бидат на Охридско езеро, како нови кадри, да биде така малце. Одлично. Ти си одлична ученичка, не одлична, туку супер одлична ученичка и предпоставувам дека музиката нема да ти ги ремети обврските во училиштето, така нели? Да. Ама и да треба да има отсуство, јас сум сигурна дека таму имаат разбирање.
имаат разбирање за се она што ти го правиш. Да, како и сте наставници, така и класната, нели, кога ќе имаме настапи, понекогаш и им викаме дека, нели, не можеме да дадеме јас не можам да дадам во училиште поради обврските кои што ги имам, но и тие ги разбираат дека, нели, секој дете си има како втора активност која што и таму треба да се посвети. Како и на школото. На крај кажи ми само кој е твојот сон, имаш ли сон да пееш на Евровизија, да пееш на некој друг престижен фестивал, бидејќи еве веќе на Макфест те чека и драго ми е што уште од мали нозе настапуваш на еден реномиран македонски фестивал, каде публиката ќе те види и ќе има прилика многу пошироката јавност да дознае за тебе, бидејќи Макфест го следат и во целиот свет, не само во македонски рамки. Па, мој најголем сон е Евровизијата, од секогаш ми била така Евровизија. Како мала ми беше джуниор Евровизија, но сега како што одеа годините, сега ми е Евровизијата. Па ако некојаш има можност, би одела на аудиција и би ја пробала среќата, но сепак треба да бидеме упорни и да не се откажуваме така лесно, за да не успееме нешто понатаму. Посакувам сите планови, желби, соништа кои што ги имаш да ти се остварат и те чекам со после следниве настапи да видиме како ќе поминеме и на Охрид и на Макфест и да ги искоментираме и тие два настапи, важи? Да, многу среќа и остани вака насмеана и распеана како што беше ова утро.